Дали Ислам Абази го поштеди Крешник Бектеши од кривична пријава за спорната набавка на мазут? Поранешниот министер за економија го нема во друштвото на Радко Капушевски, Асмир Јаховски, Васко Ковачевски и уште 10 осомничени за криминал од речиси 170 милиони евра и е комбинатиот состав на антикорупцијска алармирал и за негова можна вмешаност, имено во предлогот на антикорупционерите уште пред повеќе од 1 година за сомнежи за перење пари и злоупотреби во службата. Споменати се екс-министерот, поранешниот директор на ЕСМ Ковачевски и службеници од македонските електрани. Кривични за овој случај добија сите, освен Бектеши. ДКСК утврди состојби од кои произлегува сомнежи за несовесно работење, искористување и злоупотреба на службената положба и овластување од страна на службени лица од Министерството за економија, поранешен директор на ЕСМ и други службени лица од ЕСМ во својство на членови на комисија за спроведување набавка на мазут за потребите на ЕСМ АД ТЕЦ Неготино. Со обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција кое што го води овој случај раководи Абази од Мала Речица, сосед на Али Ахмети, за кого се појави фотографија каде над главата му седи Фекри Ахмети, братот на лидерот на ДУИ. Бектеши пак е еден од највисоките функционери кај интегративците, долгогодишен министер и близок соработник на Ахмети. Според познавачите, јасно е дека и во овој случај политичките моќници имаат вмешано прсти. Тоа е тргување со влијание, не е секогаш корупција или финанси, баш како финанси, брутални пари или така натака. Тоа сум те учинил, си ме учинил. Релевантен податок дека има повеќе вода и пием честички во мазутот, односно дека станува збор за ѓубре. Ама тоа е анализа на референтна лабораторија, призната и акредитирана во Лондон, а не на во некоја гаража направен. За спорната набавка на мазут во притвор се сопственикот на компанијата РКМ Радко Капушевски, неговиот партнер Ерџан Сулковски, поранешниот секторски директор во ЕСМ Ардијан Муча, додека во домашен притвор е сопственикот на Путско Петрол Асмир Јаховски, за кого обвинителството за гонење организиран криминал поднесе жалба и се чека дали можеби ќе заврши во шутка.